Подгответе се добро, доаѓа кучешка студ. Од утре температурите ќе одат со двоцифрени бројки надолу. Утринските температури во Малешевието пред се ќе се спуштат во сабота минус 17, а недела и под минус 20 степени минималната температура. А и дневната ќе остане насекаде во Републиката негативна. Ова на ризик го става здравието на луѓето, особено ако некои веќе имаат историја на акутна или хронична болест. Ниските температури во утринските и вечерните часови доведуваат до тоа да се изложени горните респираторни патишта на ниски температури и тоа ја влошува целата состојба или може да предизвика појава на вироза. Заради тоа им препорачуваме на хронично болните, на малите деца, па и на целата популација да ги, ако не мораат, избегнуваат излегувањата во тие периоди. Минусните температури пред време ќе ги изгорат дрвата, зашто само огинот може да не спаси од студот. Грејање нон-стоп, од собаре како го запалем и чак нон-стоп се има и жар има да собаре, само ставиш дрвото и го запалеш. Дрвата ќе си одат как што не нормал, туку преку норма ќе одат. Иако малкумина помислуваат на нив, ниските температури не се добри ниту за возилата. Во поларни услови посебно внимание треба и за нив. Автомобилите на екстремно ниски температури треба да се заштитат и проверат. Најважно е течноста во хладникот или антифриз да не е под минус 20 степени Целзиусови. Истото важи за течноста во ветробранското стакло. Акумулаторот да е во исправна состојба за да не дојде до проблеми со палење на возилото, особено наутро и навечер. А кога температурите се под нула, почнуваат и проблемите со соларните колектори. И ако дојде такво замрзнување, газите нека почекаат да го затворат вентилот што оди према соларниот систем и да повикаат сервисна служба. Кај плочистите соларни системи не доаѓа до замрзнување на колекторот, таму има антифриз. Не доаѓа до замрзнување во бојлерот, таму има вода со огромни количини. Значи, единствениот проблем што може да дојде е до доводот и до одводот на ладната вода од аспект на оштетена термичка изолација. Последен пат температури 20 степени под нулата во регионот се измерени во 2001-2002 година, кога речиси 2 месеца истокот беше под ледена обвивка. Добра вест сега е што многу ниски температури ќе има, но студот веројатно нема да трае толку долго.